Здраво, во студиото на Канал 77 сме, каде подготвуваме вести на половина час и секогаш е вака, кога се подготвуваме за новите изданија и прво нешто што работиме, да не ни се случи она што им се случила на колегите од BBC една утринска информација. Во петокот било емитувано интервју со човек кој лажно се представил како Кори Букер, американски сенатор од редовите на демократите. Ова интервју е емитувано само еднаш, меѓутоа факт е дека човекот е лажен и екипата на BBC утврдила дека се работи за лажен сенатор и се извинила. Она што не е прв пат измамници да успеат да се појават во новинарските програми. Инаку минатиот декември активист за заштита на животните се представил како извршен директор на Smithfield Foods за да се појави во ТВ емисија на Fox. Пред да заврши емисијата, водителката свати дека станува збор за измама и им рече на гледачите дека мора да направи важна корекција и дека се чини дека се измамени. Ова информацијата што изутрината ја прочитав, кај нас се чини е многу тешко ова да се случи, бидејќи главно ги знаеме луѓето, оние јавни личности кои што ги интервјуираме, сепак далеку сме од тоа дека сме имуни од подметнување или имаме изградено систем на проверки. Се уште учиме како да проверуваме факти, да се обидеме да реагираме на дезинформации. Моје искуство како новинар со 3 децениско искуство е дека сум имала повеќе случаи каде што сум и наседнала, каде што сум била пред наседнување на дезинформации и сакам да споделам едно токму околу проверките. По некои десетина години работа во Канал 77 имав случај на силување. Се работи за случај на млада жена која што пријави дека била силувана и попатно било пребарано и било украдени поголема количина на пари. Беше тоа еден од експонираните случаи во Штип и кога се обидовме да дојдеме до информации, наидовме на оние официјални информации, меѓутоа некако ми беше чуден целиот случај. Јас инсистирав кај обвинителот дека во целата работа има некаков проблем. Мене ми се чини дека работите не се баш така како што изгледаат во јавноста. И тогаш во една прилика обвинителот ме повика во канцеларијата на обвинителството и ми рече: дојди, тука се луѓето кои што пријавија. Меѓу другото беше и жената таму. Излезе дека всушност се работи за измама. Жената намерно пријавила дека е силувана, односно излагала дека е силувана и дека всушност имала намера да си замине со еден од луѓето кои што и помогнале да го инсценира целиот случај, бидејќи додека мажот бил во странство, таа веќе почнала врска со човекот кој што помагал на нивниот имот. Практично со малку повеќе истражување, со малку повеќе следење на инстинктот, дојдов до една ваква информација. Можеше целата работа да заврши на тоа да се пласира во јавноста да навистина било силување и кражба. Сега би сакала да се задржам на еден од поголемите случаи кои што ги имавме во кариерата на сите македонски новинари, случајот со потонувањето на бродот Илинден во Охрид во 2009 година, кога загинаа 15 бугарски туристи. Известувањето за тоа што се случува во момент, особено околу бројката на тоа колку загинале, беше многу битен момент, бидејќи главно се подпиравме на информации кои што доаѓаа од бугарските медиуми, но не толку од нашите медиуми. Ние имавме наш дописник таму, меѓутоа немавме информација колку навистина загинале. Подевме со бројка и над 19, па потоа излегоа и над 20, за да подоцна се утврди дека се работи за 15 жртви на овој инцидент. Инаку, зашто велам дека е битно овој случај да го земеме во предвид, бидејќи практично треба да го прифатиме она правило на странските медиуми. Секогаш биди точен пред моментот да бидеш брз, бидејќи не секогаш кога сакаш да бидеш брз во таа брзина, можеш да дадеш факти. Тоа е принципот на светските медиуми, дека не мора да се биде прв и да се дезинформира за вакви важни теми, важно е да се понудат факти. Ова е особено актуелно и во денешно време, кога трчеме по кликови, како што ние имавме неодамна еден интересен случај, што сакам да ни го сподели мојата колешка Теодора Новеска, која е во нашата редакција меѓу помладите новинари.
И имавме еден интересен случај кога Македонија беше во еден од оние клучни моменти и кога имаше еден твит на Алексис Ципрас, поранешниот премиер на Грција. Теодора, најдобро ти да ни го раскажеш. Точно така, Весна, мислам дека во таа трка за да се биде побрз од другите, веројатно некогаш може и да се сгреши. Ова е всушност една случка, можда и помалку можеби е смешна, иако во тој момент јас не бев свесна дека сгрешив. Имено се работи, ова се случуваше во 2020 година кога СДСМ и по долга неизвестност повторно се договорија за старо-нова коалиција и формираа влада. Иако претходно Ципрас имаше на својот официјален Твитер профил постирано дека го поддржува премиерот Заев во предизборната коалиција, подоцна се појави еден твит кој велеше дека му честитам на премиерот Заев за коалицијата со ДУИ. Всушност тоа не беше вистинскиот Ципрас, беше некоја шега од македонски твитерџија на која што еве јас лично наседнав, бидејќи верувам дека можев да проверам многу подобро отколку што проверив. Во тој момент единствено што направив е дека отидов на неговиот профил на македонскиот твитерџија и видов дека твитот е валиден, односно дека постои, дека не е фотошопиран, меѓутоа не проверив дали тоа е официјалниот Твитер профил на Алексис Ципрас кој профил кој што е верификуван со плаво и стои дека е официјален. И мислам дека твојата грешка беше што не отиде да го провериш профилот на Ципрас. Точно, јас не отидов да го проверам неговиот официјален профил, туку само наседнав на вест која што се појави како шега на македонската Твитер сцена. За тебе доволно беше дека има фотографија на Ципрас? За мене доволно беше дека има фотографија на Ципрас и дека твитот постои и дека не е фотошопиран. Мислам дека тоа беше. Иако подоцна ние го проверив дека тоа не е вистинската вест, но веќе ја имав споделено и тоа покажува дека некогаш и ние новинарите самите можеме да наседнеме на лажни вести. Сега веројатно нема да ти се случи втор. Сигурно, мислам дека нема да ми се случи, да. Да, тоа е едно интересно искуство и без разлика дали сте 30 години во новинарство или 10 или 5, секогаш може да се повторат овие грешки, бидејќи за се треба проверување и тоа максимално на сите информации кои што ги имате. Инаку, јас би рекла дека токму фотографиите се и најчеста јадица би рекла, околу која се фаќаме сите. Ние неодамна работевме токму околу едно видео кое што се појави на вице-премиерот на Бугарија Каракачанов, кој што беше споделено како ново, иако доаѓа од пред 11 години. И по квалитетот на видеото можеше да се види дека е со постар датум, бидејќи се работи за една постара техника, не беше во HD техника, а освен тоа се гледа дека треба да им се верува некојаш и на собствените очи. Каракачанов во моментов не изгледа така. Постаре, малку подебел и така натаму, значи изгледот му е поразличен од тоа. Значи некогаш треба да се земат во предвид и собствените знаења за нешто, да се потпреш на она што значи своја интуиција и се разбира инстинкт и да се следи тој инстинкт. Околу она што е исто битно, при пренесувањето на изјави од странски медиуми, тоа многу често го правиме, особено во последно време од бугарските медиуми, особено кога треба да пренесеме нешто што се однесува на Македонија. И само се пренесува текстот со превод, без понатаму да се истражи, да се види каде е дадена таа изјава, каде е тоа интервју направено, во кој контекст е направено, како што тоа и многу често знае контекстот да биде малку поразличен од тоа што го пренесуваме овде, и со тоа практично дезинформираме. Исто така пренесувањето на статуси од социјални мрежи со цел, нели, како цел новинарски текст, а може би корисникот не разбрал најдобро, па со тоа го дезинформира и медиумот, тоа исто е една од замките кои што имаме. И се чини дека македонската заедница на социјалните мрежи покажа дека учи од собствените грешки, а многу често ние ги следиме социјалните мрежи и со тоа и ние си ги повторуваме грешките. И уште еден момент што сакам да го кажам,
на што треба многу да се внимава, особено оние помлади новинари кои што доаѓаат во новинарството. Има многу често суптилно подметнување на дезинформации, спинови, особено од политичките партии, манипулации од страна на интересни групи, компании кои главно селективно ќе ви понудат информации за нешто што е од нивен интерес. И на крај би рекла, документирајте, снимајте, архивирајте. Добра е праксата што ја прават светските медиуми на подпишување на изјави дека стоите на тоа што сте го кажале на медиумот, со цел да не ви каже потоа вашиот соговорник, вашиот извор на информации, дека новинарот дезинформира и измислува. И на крај, уште еднаш ќе кажам, попирајте се на вашата интуиција, на инстинктот и љубопитството до крај. Теодора, мислам дека имавме многу пракса во изминатиот период каде што овие работи малку и дојдоа до израз, особено сега во последно време. Спинувани наслови и слично, се согласувам. И кое е твоето искуство како млад новинар? Јас мислам дека еве ние можеби како новинари можеме да се потпреме повеќе на проверување на која споделува веста, во кој медиум е и на кој начин е, дали насловот, самиот наслов соодветствува со текстот кој е напишан внатре, затоа што еве со проверката на последната проверка на дезинформации гледаме дека многу често се случува да има наслов кој воопшто не соодветствува со она што е внатре во текстот, односно дека се работи за наслов кој ја примамува публиката или сака да ги заведе читателите, меѓутоа во текстот нема, текстот всушност самиот текст како текст не дезинформира, нема ништо спорно во него, туку се работи само за наслов кој ги привлекува читателите. Се надевам дека дадовме барем дел од она што значи наша новинарска пракса, како наше искуство и наше видување, нешто што би било добро да нашите грешки да не ги повторат останатите, особено оние кои што работат во дигиталните медиуми, значи внимавајте на фотографиите, внимавајте на изјавите кои што ги пренесувате, внимавајте на преводите и секогаш потпирајте се на оно што ви се чини нелогично.